Почитувани присутни, почитувани медиуми, почитуван заменик министер господин Јанкуловски, на почетокот сакам да кажам дека отсуството на министерката беше најавено, зашто беше запознаена и пратеничката група преку една координација која што имавме и сметам дека сте биле запознаени за нејзиното отсуство заради патување кое што беше однапред договорено, но во текот на расправата секако ќе се приклучи. Сметам дека во најважниот дел, кога ќе може да разговараме за амандманите, така да сите отворени прашања кои што ги имате, ќе можете да ги поставите и секогаш ќе можеме да водиме една аргументирана дебата. Денеска расправаме за предлог на ребаланс на буџетот за 2025 година и без исклучок сите овие податоци кои што денеска ќе ги кажам ми се извадени од подготвената анализа која што е од парламентарната буџетска канцеларија, документ за кој што сметам дека сите во собранието имаме постигнато согласност дека се точни и вистините, така да ќе кажам субјективно моите ставови за бројките за кои што верувам дека се препознаени од граѓаните и за кои што верувам дека ќе имаме суштинска и квалитетна дебата. Ова не е бројка плюс или минус, ова е порака за нова економска парадигма, порака за домаќинско водење на државните финансии, порака дека не чекаме кризите да не затекнат, туку со рационален пристап и силна политичка волја ги пренасочуваме средствата таму каде што најмногу треба, а тоа е кај граѓаните. Затоа што буџетот тоа не се само бројки, туку тоа е политика во својата најконкретна форма. За прв пат после долго време носиме ребаланс во ситуација кога немаме минус, туку кога имаме зголемени приходи. Немаме принуден механизам, туку свесна одлука да ги насочиме парите кон повисока вредност. Ова не е ребаланс на слабост, ова е ребаланс на сила. На сила и стратегија што произлегува од фискална дисциплина, зголемена наплата, зголемена доверба и зголемена транспарентност. Во економија која бележи стабилен раст и држава која што покажува дека низиниот буџет не е статичен, туку жив организам кој се прилагодува на потребите на луѓето. И токму тоа е целта на овој ребаланс кој што денеска е пред вас. Ако направиме анализа на приходите и на расходите за првите 5 месеци од 2025 година, ќе видиме дека вкупните приходи се повисоки за 8,6% во однос на истиот период од 2024 година. Расходите се повисоки за 5,1%, но за разлика од истиот период претходната година. Буџетскиот дефицит останува стабилен и е проектиран на 4%, а до крајот на годината ќе видите дека ќе биде и понизок од 4%. Овие бројки не се само технички, тие се политички и економски. Тие говорат дека државата не отстапува од својата фискална рамка, дека и во време на глобални предизвици остануваме на патеката на одговорно трошење и паметно инвестирање. Нема популизам на штета на економијата, нема деструктивни авантури, само доследна, стабилна, сигурна фискална политика. Оваа рамка е показател дека буџетот не е притиснат и потрошен, туку управуван мудро и рационално. Приходите растат, трошењето е контролирано, а приоритетите се кристално јасни. На приходната страна растот од 8,6% значи дека сме успеале да го подобриме системот на наплата, да го прошириме фискалниот простор и да покажеме дека економијата создава. На расходната страна зголемувањето од 5,1% е директен резултат на зголемени обврски кон граѓаните, но без преголем раст на тековната потрошувачка. Напротив, овој раст е бидејќи се зголемуваат платите и пензиите, но се задржува и просторот кој што обезбедува простор за инвестиции. Со ребалансот обезбедени се дополнителни 800 милиони денари за плати, обезбедени се дополнителни 2,5 милиарда денари за пензии, обезбедени се нови 300 милиони денари за капитални проекти, што значи дека не се кратат, туку се засилуваат. Повторувам, на таа ставка која што имаме до сега, ова се дополнителни 300 милиони за оваа намена. Овие зголемувања се издржани и подкрепени со реализацијата во првите месеци. Тоа не е символично, туку тоа е суштински одговор на потребите на граѓаните. Кога зголемуваш плати, зголемуваш и мотив. Кога зголемуваш пензии, ја зголемуваш социјалната сигурност. Кога зголемуваш капитални инвестиции, ја зголемуваш иднината и токму тоа е суштината на овој документ со кој што денеска разговараме. Овој документ не е направен под притисок, напротив, тој е резултат на анализа, работа и политичка зрелост. И наместо кратење, да подсетам, имаме дополнителни 300 милиони денари за капитални инвестиции. Ова значи дека државата го продолжува својот развоен курс. Капиталните расходи не се намалуваат, тие се прошируваат. Се вложува во проекти кои оставаат трага во нови факултети, патишта, локална инфраструктура, здравство, култура, енергетика. Што добиваат граѓаните со овој ребаланс е логичното прашање.
Да набројам неколку проекти кои што лично би ги издвоил. Ќе се обезбедат средства од висина од 2 милиарди денари за доизградба на Финки, на ФФК и комплексот Мајка Тереза. Ќе се обезбедат средства и за ваучер од 250 евра за секој студент. 55.000 студенти добиваат техничко помагало. Реактивирање на проектот Купи куќа за млади, односно се зголемува ставката за цели 111%. 307 милиони денари за набавка на 120 нови автобуси, плюс 307 милиони денари за изградба на локални патишта, 783 милиони денари повеќе за високото образование, 126 милиони денари плюс за инвестиции во образованието и над 80 милиони денари за поддршка на спортот. Ова не се декларации, туку ова се факти. Ова не се ветувања, туку реални буџетски подкрепени одлуки. Развојните буџетски подпрограми се тие кои што даваат слика за обезбедените финансии за реализација на сите капитални проекти. Ке наведам неколку силни докази зашто овој ребаланс е развоен, визионерски и реален. Според анализата, ве молам отворете страна од 43 до 48. Министерството за здравство има планирано 1,14 милиарди денари за развојни подпрограми, што е зголемување за 237 милиони денари во однос на првичното буџетско планирање. Овие средства се насочени кон изградба, реконструкција и опремување на здравствени установи, вклучително и дигитализација на здравствените услуги. Инвестициите се фокусирани кон унапредување на пристапот до здравствени услуги и модернизирање на инфраструктурата на јавниот здравствен систем. Министерството за образование и наука има проектирани 1,79 милиарди денари за развојни подпрограми, што е за 323 милиони денари повеќе од иницијалниот буџет. Во рамки на овие средства се вклучени до изградба на кампусите Финки, ФФК и комплексот Мајка Тереза, енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови, како и изградба и опремување на училишта и факултети ширум државата. Овој пакет е еден од најсилните сигнали за сериозноста на владата кон високото образование и иднината на младите. Министерството за социјална политика, демографија и млади има предвидено околу 1,6 милиарди денари во развојни подпрограми, што представува зголемување од, замислете, цели 460 милиони денари споредено со првичниот буџет. Ова се средства алоцирани за изградба и опремување на детски градинки, социјални центри и домови за згружување. Се обезбедува директна инфраструктурна поддршка за најмладите и најранливите категории на граѓани. Министерството за транспорт има планирано 3,8 милиарди денари за развојни подпрограми со зголемување од 671 милион денари повеќе. Средствата се распределени за капитални инфраструктурни проекти, локални и регионални патишта, железничка инфраструктура, како и за набавка на нови автобуси за јавното сообраќајно претпријатие. Станува збор за еден од најголемите сектори по обем на капитална реализација. Министерството за финансии има предвидено 1,3 милиарди денари за развојни подпрограми, што е зголемување од 304 милиони денари. Во оваа сума се вклучени капитални дотации до општините и финансирање на големите државни проекти. Владата преку Министерството за финансии дава импулс за фискална децентрализација и локален развој. Министерството за одбрана има развојни подпрограми во вредност од 1,36 милиарди денари со зголемување од 266 милиони денари. Фокусот е ставен на модернизација на арама, изградба и реновирање на касарни и командни центри, како и набавка на опрема. Сите инвестиции се во согласно со НАТО стандардите и Националната стратегија за безбедност. Министерството за култура има планирано 455 милиони денари за развојни подпрограми, што е зголемување за 118 милиони денари. Овие средства се насочени кон изградба, реконструкција и дигитализација на културни институции, театри, музеи, архиви, како и реконструкција на објекти од културно значење во руралните средини. Министерството за спорт има зголемено финансирање од 81 милион денар за спортска инфраструктура. Ова е директна поддршка на младинскиот и рекреативен спорт со изградба на нови спортски сали, терени и поддршка на спортски проекти во соработка со локалната самоуправа. Министерството за животна средина има 1,12 милиарди денари за развојни подпрограми со зголемување од 94 милиони денари. Главниот фокус е за проекти за депонии, пречистителни станици и управување со отпадот. Што значи ова, почитувани колеги? Значи дека конечно им се дава шанса на факултетите да излезат од времето на креденци и до трајани столчиња. Значи дека студентските домови ќе добијат нормални санитарни јазели, нов мебел, прозорци што не попуштаат, лушпа што не паѓа од зидовите. Значи дека општините ќе добијат училишта кои што не се студени, нефункционални, туку достапни, енергетски ефикасни и прилагодени за 21. век. Ова е инвестиција во генерациите што доаѓаат. Значи дека инвестираме и во локалниот и во градскиот транспорт. Не само во шминка на градовите, туку во основата, пристап,
поврзаност и достапност. Во село каде што досега патот се поправаше со лопата и гравел, ќе стигне нов асфалт. Во град каде што автобусите се со искршени седишта, ќе стигнат нови возила, достапни и за стари лица, и за ученици, и за лица со попреченост. Значи дека повеќе луѓе со попреченост ќе живеат во заедница, а не во институции. Значи дека ќе има повеќе лични асистенти, повеќе дневни центри, повеќе услуги достапни во секоја општина. И најважно, значи дека младите не се заборавени, туку активно вклучени во секоја социјална политика. Ова не е купување на апарати за фотографирање. Ова се ЕКГ апарати, ултразвук, дигитална диагностика и тоа во болници надвор од Скопје. Тоа значи дека и граѓаните од Берово, Кичево, Крушево, Тетово, Гостивар ќе добијат услуга што претходно беше само за големите центри. Тоа е здравство што не дискриминира по географија. Културата не е само символика. Културата е дел од идентитетот, но и од економијата. Со ова се поддржуваат фестивали, театри, кинематографија се извинувам, и се враќа достоинството на уметниците. Енергетска независност не се гради со изговори, туку со инвестиции. Овие средства се насочени кон гасификација, фотоволтаици и подобрување на преносната мрежа. Енергетската независност е клучна во инвестициите на оваа влада. Повторно оживување на една програма која што даде резултати. Програмата Купи куќа, купи стан за млади. Ова е конкретна помош за младите кои што сакаат да имаат собствен дом, а не да бидат станари за цел живот. Оваа програма не беше функционална во изминатите години. Овој ребаланс не е само фискален акт, тоа е политичка порака. Порака која прави јасна разлика помеѓу два пристапа. Од оној кој што создава и оној кој што уништува. Оној кој што инвестира и оној кој што крати и оној кој што гради за разлика од оној кој што крадеше. Додека ние обезбедуваме 2 милиарди денари за факултети, вие не оставивте ниту темел. Додека ние обезбедуваме 250 евра за секој студент, вие не обезбедивте ниту една канцеларија за студентите. Додека ние планираме нови автобуси, патишта и спортски сали, вие го растуравте системот. Овој документ покажува дека можеме да испорачаме и плати, и пензии, и инвестиции, и тоа истовремено. Дека можеме да вложуваме и во млади, и во здравство, и во култура, без да се загрозат јавните финансии. Во минатото, секое полугодие беше аларм, соочување со реализација под 30%, кратење на капитални инвестиции и непромислено задолжување. Сега, за прв пат, носиме ребаланс каде што не кратиме, туку додаваме. И тоа не е символично, туку со јасен ефект на терен. Внатрешните движења на буџетските средства почитувани не се случајни. Тие се слика на нашите приоритети. Во ребалансот нема недоречености. Секој денар е насочен таму каде што ќе даде најголема општествена вредност. Дали тоа значи кратење на нешто? Не. Дали тоа значи преструктурирање? Да. Ова значи приоритизација на одредени проекти. И токму затоа најмногу растат програмите во капитални проекти, образование, здравство, енергетика, култура, социјална заштита. И со оглед дека знам дека ќе се обидете да ме демантирате, таксативно ќе ви набројам каде има зголемување. Не со намера да се пофалам, туку да произнесам уште неколку докази зошто овој буџет е развоен, реален и гарантира економски раст и подобрување на животниот стандард. Почитувани колеги, уште еднаш ќе ви упатам на анализата која што има изработена парламентарната буџетска канцеларија. Во делот анекси можете да ги најдете следните ставки. Министерство за здравство, ставка 1Б, медицинска опрема, зголемување за 375%, односно дополнителни 165 милиони денари. Министерство за култура и туризам, ставка 22, за доизградба на универзитетот во Плавошник, зголемување за 362%, односно 36 милиони денари за еден од најважните национални проекти. Филмска дејност, зголемување за 139 милиони денари, сценска уметничка дејност плюс 220 милиони денари, а за одржување објекти и опрема 118 милиони денари повеќе, што е зголемување за 154%. Министерство за спорт, ставка 20, спорт, зголемување за 56 милиони денари, а за децентрализација дополнителни 62 милиони денари. Министерство за образование, под програма 4, високо образование, зголемување за 733 милиони денари, за УКИМ плюс 505 милиони денари,
инфраструктурни проекти зголемување за 127%, односно 361 милион денари. Реконструкција на студентски домови зголемување за 136 милиони денари, инклузивно образование зголемување за 82 милиони денари, Министерство за социјална политика, демографија и млади, ставка 46, деинституционализација и социјални услуги, зголемување за 505 милиони денари или 105% повеќе од планираното. Социјални услуги и пензиски систем зголемување за 61 милион денари, програма за млади зголемување за 98%, за изградба на детски градинки плюс 250 милиони денари од иницијалниот буџет. Тоа значи дека средствата кои што на оваа ставка биле досега, кои што биле историски највисоки, се зголемени со ребалансот за 250 милиони денари плюс. Агенција за финансиска поддршка во земјоделството, под програма 2А, зголемување за 288% или дополнителни 432 милиони денари за рурален развој. Министерство за земјоделие, програма за наводнување, зголемување за 71%, односно 57 милиони денари. Министерство за транспорт, ставка 2Д, автобуси за јавен превоз, нови 307 милиони денари, и ова е нова подпрограма додадена во рамките на Министерството за транспорт и врски, затоа што нели досега ја немаше. Проект за локални патишта, зголемување за плюс 307 милиони денари. Урбанизам и градежништво плюс 47 милиони денари. Инвестиции во железничка инфраструктура дополнителни 106 милиони денари, значи не се одземаат, туку се додаваат. Министерство за животна средина, просторни планови, зголемување за 183% или 71 милиони денари, за чистење депонии зголемување за 39 милиони денари, за унапредување на животната средина зголемување за 35 милиони денари. Министерство за енергетика, под програма 32, развој на енергетиката, зголемување за, замислете, 131% или 180 милиони денари, плюс во ребалансот него правично планираниот иницијален буџет. Министерство за финансии, еднаш кажав да повторам, купи куќа за млади, зголемување за 111% или 39 милиони денари плюс. Министерство за јавна администрација, реформа во администрацијата, зголемување за 59% или 15 милиони денари плюс. Министерство за локална самоуправа, рамномерен регионален развој, зголемување за 42,6 милиони денари, и нормално Министерството за европски прашања, програма за европска интеграција и институционален развој, зголемување за 59 и 34%, односно вкупно над 21 милион денари повеќе, со што докажуваме дека таа институционализација, односно тоа приближување до Европската унија во оваа институција го доближуваме не само декларативно, туку и практично. Ако ова не се аргументи, тогаш што е? Ако ова не е развој, тогаш што представува развој? Сите овие податоци, сите овие програми, сите овие зголемувања не се случија сами од себе, почитувани. Ниту ги остави некој во фиока, па само ние да ги вадиме. Ова се резултати од работа, од визија, од организирана, прагматична и одговорна влада. Ајде да прашам нешто директно. Каде беа сите овие програми во изминатите 7 години? Каде беа 250 евра за секој студент? Каде беа 120 нови автобуси? Каде беа ваучерите, капиталните инвестиции, локалните патишта? Одговорот е едноставен, бидејќи ги немаше. Затоа што оние пред нас не водеа држава, водеа кампања. 365 дена годишно. Додека ние градиме, тие лажеа и се уште лажат. Додека ние испорачувавме, тие блокираа и смислуваа изговори од типот ќе пропадне пензискиот фонд ако се покачат пензиите, државата ќе крахира ако се покачат платите, додека сега гледаме дека може да постои друга реалност. Додека тие се фалеа со нереализирани капитални инвестиции од 25%, ние денес тие ставки ги зголемуваме за дополнителни 300 милиони денари. Додека тие ги замрзнуваа платите на администрацијата, ние носиме зголемување од 800 милиони денари. Додека пензионерите чекаа, беа понижувани, навредувани, им беа лепени епитети и се кажуваше дека не е возможно да им се покачат пензиите. Ние обезбедивме 5.000 денари за 338.000 пензионери и обезбедуваме нови 2,5 милиарди денари плюс на оваа ставка за да пензионерите во септември добијат уштедно покачување. Затоа денес не говорам како пратеник од парламентарното мнозинство. Говорам како човек кој што ја гледа реалната слика. И ја гледа Македонија што се движи напред, по цел, по дисциплина и по план.
Почитувани, овој ребаланс мора да биде поддржан. Не за владата, не за министерството, туку за граѓаните. За секој студент што ќе добие лаптоп, за секој пензионер што ќе добие плюс на неговата пензија, за секој дете што ќе учи во подобро училиште, за секој возрастен што ќе добие лек со нова опрема, за секој семејство што ќе помине по нов локален пат. Затоа, јас ќе гласам за и нема да го бранам овој ребаланс, туку ќе го поддржам со целосна доверба. Ви благодарам.